Немало реална заложба, немало реални случувања меѓу двете земји во рамките на тие преговори за да се направи некаков исчекор? Тој што има од наша страна реална заложба да си го смени името, тој реално е велепредавник на кој треба да му се суди. Значи, генерално, мислам дека иако зборуваме за едни насмејани лица на луѓе кои што се расположени, кои што лицитираат со име, со идентитет, со придавката македонски, со јазикот. Значи, они си расширија обемот на дискусија, па си го проширија уште еднаш до бесконечност, што е сосема различно од иницијалните разговори, односно иницијалната резолуција на Советот за безбедност, која што не обврзува да преговараме за разлики за името. И практично, иако се они насмејани, еве и тука ги гледаме позади нас, они добро знаат, барем од нашата страна, дека тоа не може да пројде. Иако се лиферуваат лажни анкети, дека ова е прифатено, народот е расположен, тоа не е така. Народот нити го прифаќа, нити е расположен. На кои лажни анкети алудирате, господин? Па знаете што, секогаш ти велат дека народот тоа може да помине името, 90% се сите за НАТО и така натаму. Далеко е од вистината да се сервира само еден правец, да не се гледа дека има испротивставени размислувања и понатака да не се анализира зошто се појавија спротивставени размислувања. А тие се должат како на внатрешните противречности во Македонија, така и на лицемерниот однос на НАТО и Европа кон нас. Затоа што они ни велат да сакаме, ама убаво би било да го смените името, а некои од представниците на странците велат вашиот пат према овие организации преку Атина. Значи тоа создава една фрустрација која што нас не доведува во подредена позиција, значи како држава од втор ранг, народ од втор ранг, или, ајде да не кажам народ, нација од втор ранг, и нормално е да има негативни реакции и промена на расположението. Дури знам луѓе кои што биле пронато расположени, кои што сега не се пронато расположени. Се повеќе се зборува за некаква воена неутралност, се повеќе се зборува за некакви специјални поинакви договори да се прават со овие институции, за да се има, се разбира, комуникација, да се има некакви аранжмани, но не по секоја цена.